овој протест на Македонската асоциација на новинари под мотото на новинарскиот збор одговорете со збор, а не со притисок, апсење и прогон, се однесува пред се на заштита на новинарските права и слободи кои што овие денови се под силен правосуден притисок. Додека ние го одржуваме овој протест пред зградата на јавното обвинителство на Република Македонија, во просториите на Нетпрес, по налог на ова обвинителство се врши претрес и се бараат материјали за објавена истражувачка сторија која што е подкрепена со објавени документи. Тоа се методите со кои што се користи ова јавно обвинителство на Република Македонија. Благодарение на ова јавно обвинителство, Македонија заедно со Турција е црната точка за медиумските слободи на ниво на ниво на Европска унија. Ако просекот на Европска унија е 23% закана од правосудни инстанци против слободата на медиумите, просекот во Република Македонија, благодарение на ова обвинителство, е 52%. Се водат над 60 предистраги, закани за испрашувања, обвиненија, како и процеси против медиуми кои што не се блиски на актуелната владеачка структура. Тој прогон го правеше и специјалното јавно обвинителство, а сега го прави и јавното обвинителство. Да повториме, европскиот просек е 23% закана од правосудни инстанци. Во Република Македонија просекот против слободата на медиумите е 52%. Ние, заедно со Турција, ги сочинуваме целите 70% црнило во регионот на југоисточна Европа. Ова мора да запре. Протестот го правиме за да порачаме на новинарскиот збор да се одговори со збор, а не да се одговара со прогони, со апсења и со обвиненија. Ќе се согласиме дека нападот врз новинарите секогаш е прекршување на правото на слобода на говор, на мисла, на збор секако. Меѓутоа, што е поразлично ова од 2013 и 2014 кога се протестираше за Кежаровски, а МАН не излезе на тие протести? МАН ги поддржи тогаш протестите кога беше за Томче Кежаровски и ние активно водевме разговори со сите и домашни и меѓународни инстанци. Прво да нема ново обвинение за него и второ доколку обвинителството реши повторно да има обвинение за него, судот истото да го отфрли. Тоа е првата работа. Втората работа, разликата е во процентите на прогонот. За најцрните години, ако можеме да ги сметаме 2012, 2014, 2015 година, просекот на загрозени медиумски слободи и прогон изнесува само 20% во Република Македонија. Сега е 52%. Значи, тогаш се водел еден кривичен предмет против еден новинар, сега имаме 6 кривични предмети во кривичен суд. Над 66 луѓе се во предистрага, истрага, обвиненија и судски процеси благодарение на јавно обвинителскиот систем во Република Македонија. Зборувате за новинари конкретно или? Зборувам за новинари и медиуми и медиумски работници. Ние сме лидери во регионот на југоисточна Европа и лидери заедно со Турција на европско ниво по медиумски неслободи. Тоа е разликата помеѓу 2012, 2014 година, 2015 ако ја земете како црна и оваа 2018. Кои други здруженија ве подвизуваат? Добивме поддршка од нашите сестрински здруженија од Република Бугарија, добивме поддршка од Република Србија, од Република Хрватска, од колегите од Косово добивме и од Албанија. А од Македонија? Тоа ќе мора да ги прашате нив. Значи не ве поддржуваат на овој протест? Имаме колеги присутни од ЗНМ и на овој протест, меѓутоа за официјалниот став на здруженијето ќе мора да се јавите кај Младен. Колку сте задоволни од тоа колка ве излезноста на фелата да ве поддржи? Одлично. Голема благодарност до сите кои што дојдоа да не поддржат. Сепак поголемиот дел од нашите членови се на работа во моментот, како што можете да видите, оние кои што можеа дојдоа. Голема благодарност и за колегите од ЗНМ кои што дојдоа тука да ни дадат поддршка и уште еднаш апелираме, значи бараме да се гонат сторителите на кривични дела и оние кои што обвинителството ќе утврди дека сториле криминал. Но прогонот на медиумите мора да запре. Ова што се случува сега не е во ред. Ги гаси и ги гуши медиумските слободи. Затоа уште еднаш да повториме. Бараме да запре целиот прогон, јавно обвинителски прогон против медиумите и сите медиумски работници во Република Македонија.